Кон крајот на 19-тиот и во почетокот на 20-тиот век доаѓа до застој во резбарската уметност во Македонија. Меѓутоа, оваа уметност на одреден начин е станата веќе составка на секојдневниот живот, зашто е влезена во разни видови во македонскиот дом како негов врвен декоративен елемент. По завршувањето на Првата светска војна, доаѓа до иницијативи за едно поосмислено оживување на резбарската дејност, најпрвин во Дебар, потоа во Охрид, градот на многуте цркви и манастири, во кој најцелосно доаѓа до израз македонскиот творечки гений во подрачјето на ликовните уметности и црковни градби. Сушност, токму овој момент се покажува како фактор за тоа, дека Охрид е најцелисходна почва за продолжувањето на традицијата на резбарската уметност. Формирано ноќно училиште во рангот на познатите занаетски школи. Од него излегуваат неколкумина мајстори, но набргу се покажува дека занаетот, со оглед на неговите специфики, еден квадратен дециметар резба се изработува за 16 часа, не е исплатлив, па интересот за него опаѓа. Па сепак, љубовта за резбата е толку голема, што лошите услови не го згаснуваат нејзиниот пламен, дури ни во времето на Втората светска војна. И покрај тешкото време, порабено со тапнежот на револуцијата, резбарите не ги фрлаат своите длета. Тие продолжуваат да длабат во дрвото, одразувајќи ја македонската творечка традиција во него. Вистински расцут на резбарската уметност имаме веднаш по војната, кога во Охрид развива жива дејност ателјето Андон Дуков, што го носи името на резбарот и хероот на револуцијата, и кој исфрла неколку генерации резбари, што имаат совладано едно високо ниво на занаетот. Во текот на 50-тите години, од ова ателје се излезени мощни вредни дела, што се наврзуваат врз квалитетот на традицијата.
времето меѓутоа покажува дека се потребни нови форми во организацијата на резбарската продукција. Интересот за неа во 60-тите години нагло спаснува, од простата причина што условите за работа се неадекватни со условите за екзистенција. Занаетот повторно ја доживува својата криза и можеби најакутна, станува неисплатлив. Во потрага по посигурни извори за екзистенција, резбарите се преквалификуваат во други професии, а летото го исполнува само нивното слободно време, доколку го имаат и колку што го имаат. Со години наред се зборува за кризата на занаетот, за потребата од неговата обнова, за потребата од организирана и подалекувидна негова дејност. Вистината е сепак на почетната констатација за неговата криза, зашто со резбарање денес во Охрид се занимаваат неколку пензионери ентузијасти, за чие што работа познавачите на резбарската уметност имаат мощне високо мислење. Овој податок, меѓутоа, далеко е од тоа да не увери дека денес се сретнуваме со вистинско продолжување на македонската резбарска традиција. Надежна е единствено иницијативата на Заводот за заштита на спомениците на културата за основање на ателје за резбари, кои би работеле за потребите на Заводот, односно кои би се грижеле за зачувувањето на постојните резбарски дела на кои им се заканува Завод на времето. Прашање е меѓутоа во колкава мера оваа работа е и творечка. Во Заводот сметаат дека ваквите кадри се неопходни за да не дојде до руинирање на веќе познатите дела, што се вистинско достоинство на македонската уметност и уметничка традиција воопшто. Ова е меѓутоа само едната страна на проблемот, која во никој случај не е за потценување. Постои и другата страна на проблемот, која се чини е уште поважна, а тоа е опасноста од тоталното згаснување на една уметничка пулсација,
што застрашува да стане само минато. Зашто вака, како што стојат работите, овој благороден уметнички занает наполно ќе исчезне за 15 до 20 години. Колку е значајно негувањето на уметничката традиција, може да ни послужи така наречениот полски пример. По Втората светска војна, во Полска доаѓа до наполно изумирање на резбарскиот занает. Се случи така, што токму мајсторите од Охрид да извршат реконструкција на резбаријата во Кралскиот дворец во Варшава. Овој потфат на охридските резбари наедно е последната нивна афирмација во современата уметност надвор од нашава земја. Овој пример покажува дека интересот за резбата во светот е многу присутен, зашто сведочат и бројните индивидуални интересенти. Токму затоа треба да се направат решавачки чекори за обновата на резбарската дејност во Македонија во сите можни форми, од школскиот вид, преку ателијата до мајсторските работилници, со една подолгорочна инвестиција што не ќе биде неисплатлива поради сите погоре посочени причини.